Иако годинава во военни услови заради здравствената криза со COVID-19, сепак се одржа јубилејното 35-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Се одржаа 3 фестивалски онлайн вечери со видео настапи на светски познати ансамбли од земјава и странство. И последната фестивалска вечер со настап на оркестри на ансамбли на плоштадот Ангел Винички во Виница, меѓу кои настапи и оркестерот при ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Од раководството на фестивалот и домаќинот ансамблот Китка го истакнаа задоволството за организацијата. Фестивалот траеше со 4 фестивалски вечери, со тоа што првиот ден почнавме со промоција на ново аудио CD на Китка со 20 точки нумери со песни и ора од регионот на Истивања. Потоа одевме со 3 фестивалски вечери онлайн, кои што одеа на YouTube и онлайн, со тоа што беа изберени, селектирани ансамбли од сите континенти и од европскиот се разбира, освен од Австралија, и тука беа скоро сите професионални ансамбли од странство кои што требаше да бидат учесници на јубилејното издание, но поради ситуацијата со COVID-19 мораше така да биде. Потоа четвртата финална вечер се случи на плошад Ангел Винички со учество на македонски ансамбли и тоа оркестри, вокално-инструментални состави од сите градови на Македонија. Настапија 11 ансамбли, со и тоа врвни, со својот квалитет го докажаа настапот во Виница и беше навистина, спазувајќи ги сите протоколи за COVID-19, јас сум премногу задоволен од самата организација, од моите членови од ансамблот Китка, кои навистина беа доследни да го организираме овој фестивал, и сите учесници си отидоа задоволни со тоа што ете и во таква ситуација може такво нешто се организира. Ова издание на Истиванско здравоживо беше јубилејно. Се одбележаа 2 значајни јубилеја: 45 години од формирањето на Китка од Истивања и 35-то издание на фестивалот Истиванско здравоживо. На последната фестивалска вечер на плоштадот во Виница, освен градоначалникот Ивица Димитров, кој цело време го следеше фестивалот и е подржувач на истиот, присутен беше и председателот на ЦИОФ на Македонија Антонио Димитровски, кој го изрази задоволството што и во услови на COVID-19 се организира ваков фестивал, кој оваа година требаше да биде ставен на листата меѓу првите светски познати фестивали од областа на фолклорот, но тоа ќе се случи во 2021 година. Организатори домаќин е фолклорниот ансамбл Китка од Истивања под покровителство на општина Виница и Министерството за култура. На фестивалот беа доделени благодарници и плакети на сите подржувачи и помагатели, меѓу кои на Канал 8 телевизија, како медиумски покровител, кој ги пренесуваше во живо 3 онлайн фестивалски вечери.